вечер во топ тема на ваша страна за генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев и на подпредседателот на СДСМ Мухамед Закири. Благодарам и на двајцата што дојдовте вечерва во студиото на Телма. Заврши за денеска дебатата во парламентот, најавено е в петок дека ќе продолжи. Многу е известно дека може да се случи и гласањето во петок. Јанушев, пратеничката група попладнево одлучи, односно вчера најави, а денеска имаше и координација, да бидат повлечени пратениците на ВМРО-ДПМН од дискусија. Која беше целта на ваквата одлука, иако во соопштението се наведува да не се води јалова дебата и на некој начин го предизвикувате СДСМ, ако може уште веднаш да се гласа. Јас така го разбирам тоа. Па, токму така, нема потреба од јалова дебата, бидејќи во изминатите неколку месеци се она што имавме да кажеме против овој договор и против целиот процес го имаме кажано. Може би касно, може би за жал, меѓутоа СДСМ конечно се свестија дека треба да зборуваат за договорот, бидејќи во целата онаа кампања во неуспешниот референдум не спомна ни Д од договорот. Сега гледаме како сами на себе, особено денеска, си држат говори во собрание во однос на договорот. Треба сите сотиме дека тоа е завршена приказка, референдумот е неуспешен, договорот е мртов, нема што повеќе време да се губи и да се тактизира во собрание. Верувате в петок дека ќе има гласање? Кажано е, не верувам во ништо додека не видам. Кажано е се што имам да се каже, познато и на македонската јавност, всушност и резултатите од референдумот го одат во прилог на ова што сега го кажувам, дека нема човек кој не знае за што станува збор, така да тоа е и причината за повлекувањето односно од пријавените. Ако ги предизвикувате на овој начин, сигурни сте дека нема 2/3 за да може да добијат мнозинство за уставните промени? Видете, јас неколку пати јавно тоа го кажувам, еве ќе го кажам и пред вас вечерва. Нема никој пратеник, нема никој во држава легитимитет да го бара ова што го бараат ЗАЕФ и СДСМ. Никој ова не го ветил на избори, никој не излегол со оваква програма на избори, референдумот доживеа фијаско, далеко од тоа што сите го очекуваат. ова е риторика што е политичка. Сега ве прашам конкретно, ако вие предизвикувате некој политички противник, се повлекувате и велите, ајде, сега сме на чисто, ќе гласаме, сигурни сте дека во ваша полза ќе биде гласањето? Затоа го правите? Сигурен сум во однос на нашиот став и сигурен сум во однос на тоа дека пратениците од ВМРО-ДПМН и пратениците од коалицијата за подобра Македонија ќе останат доследни на се она што се случуваше во изминатиот период. Закири, факт е дека на некој начин ВМРО-ДПМН ве предизвика со стапирањето на дебатата, иако на почетокот имаше многу умина најавено, денеска тоа и прекина, закажана е седница за ова прашање в петок. Зошто мислите ли дека тој вели дека е сигурен еве дека нема да гласат? Меѓутоа колку пак вие сте сигурни дека имате 2/3 во парламентот и дали ова ВМРО-ДПМН го прави психолошки? Можеби да и докаже на јавноста дека еве СДСМ нема мнозинство, ама не ќе денеска да гласа или утре, па одлага дури за во петок. Уште пребројува. Имаме или не мнозинство, јавноста ќе знае во петок, кога и се очекува да заврши дебатата со оглед на говорниците кои што останала да завршат со своите говори. Сакам да се надоврзам на тоа што го кажа господин Јанушев во однос на тоа дека пратениците немаат легитимитет. Апсолутно, ако немаат пратениците легитимитет, кој има легитимитет? Да менја устав, да носи устав. Тоа е законодавниот дом. Таму се менја устав, таму се носи устав. Ние имаме добиено доверба од граѓаните, граѓаните ни имаат избрано и ние во нивно име треба да носиме некои тешки одлуки. Второ, тоа што кажувате дека ние не сме ветиле во предизбори дека ќе го менјаме името или ќе го менјаме уставот, апсолутно тоа паѓа во вода. Ниту вие како политичка партија на времето немавте ветено на граѓаните дека сакате да дојдете на власт за да донесете закон за амнестија за 2001. Но вие тоа го донесовте. Го донесов да беше тешка одлука, но за доброто на граѓаните, за доброто на државата, тоа време ја донесовте таа одлука. И сега нема ништо спорно. Договорот ниту е мртов, ниту ќе биде мртов. Ниту некој ќе го спречи патот на Македонија кон членство во НАТО и Европската Унија. Тоа треба сите да го знаеме. Но жално е што слушаме од ВМРО-ДПМН, од дел од нивните пратеници, дека повтараат се за НАТО и за Европската Унија, но не го сакале договор.
На кој начин ние ќе влеземе во НАТО, ако не преку овој Да, договор? тука ќе се надоврзам Јанушев на прашањето. Што всушност сакате вие како ВМРО ДПМН? Од самиот старт тоа е повторно господинот Зекири со овие во иста корелација да ги доведе двете работи од самиот старт во однос всушност еден од предлозите на ВМРО ДПМН пред неколку месеци беше да се одвојат прашањата. Така да јасно ќе имавме ситуација доколку не беше ова, не е ова само декларативно кажано, да покажеме кој е вистински за ЕУ и НАТО, а кој не. Така да ставањето во корелација и повторно обидот за да се манипулира со граѓаните, мислам дека доволно јасно се каже на референдумот, не поминува. Меѓутоа, Како мислите дека без договор ќе се оди тогаш во ЕУ и НАТО? Тука е големата дилема и деновиве има многу и нервоза можеби во јавноста затоа што пак не гледаат од вас нудење на решение. Идејата да му се одговори нели на Вест Мичел во стилот дека е неприфатлив и мртов одговорот, барањето денеска и на Хан од опозицијата се надмине себе си да го отвори патот за промена на името. Значи, ако тие тоа го велат САД и представниците на Европската унија директно, а вие само им одговарате договорот е мртов, што вие всушност нудите како решение? Има ли воопшто? Две тези фактички покренувате. Ќе одговорам, тоест ќе се обидам да ви одговорам и на двете. Не кажуваме од памет дека договорот е мртов, односно дека договорот треба ќе да го заборавиме. Тоа го кажаа граѓаните. Всушност тие, господине Зекири, се единствените кои што го даваат легитимитетот во однос на овакви најзначени во историјата на државата моменти. Во однос на вториот дел на вашето прашање. На истиот оној начин, како што пред неколку дена пратеникот и членот на извршен комитет Ѓорчев се сретна со највисокото раководство во Вашингтон, односно во Соединетите Американски држави, на ист начин како што потпредседателот Николовски денеска се среќава и вчера со највисоките политички представници во Европската унија, на истиот тој начин, преку многу работа, преку многу труд, ќе го овозможиме тоа што за жал СДСМ и ЗАЕВ не успеваат да го возможат во оваа година. Очекувате ќе ве слушнат со оглед на тоа што ви напиша? Видете, едно е што ќе се напише, друго се реалните постапки и дела. На крај на ден ВМРО ДПМН е партија која што секогаш ги штитила македонските национални интереси. Ние сме секогаш пријателски настроени и секогаш сме соработувале и со представниците од Европската унија и со представниците од Соединетите Американски држави, исто да го правиме и денеска. Гледаме на нив исто така како и понатака и како стратешки партнер, како пријател на Македонија, со тоа што напоменуваме дека нешто што е на штета на македонските национални интереси не може да биде прифатливо. И тоа е многу аргументирано, многу демократски и можеме исто така во духот на демократијата понекогаш и да се согласиме со нашите соговорници дека не се согласуваме. И тоа е многу легитимно и не знам зошто тоа не можеме вака да го видиме и зошто е проблем да го објасниме. Значи едноставно за некое прашање можеме да не се согласиме. Закири, како вие ги коментирате и едните и другите ситуации? Овој договор за нас е неприфатлив. И не само извинете да завршам. Да, само да си дајме и подеднакво време, ве молам на двете страни. Само да завршам реченицата. Не е неприфатлив само за ВМРО ДПМН, неприфатлив е за македонскиот народ. Неприфатлив е за 1.200.000 луѓе. Не е така. Не, ако видите се, ако идеме по 1.200.000, треба да го броиме таму и Талат Джафери кој што не излезе на гласа. Значи билот ни. Па него проблем што не си го проверил. Избирачкиот список кој што вие го правевте. Се бројат тие што излегоа. Излегоа 600 и речиси 670.000 граѓани. 610.000 беа за, останатите беа против. И за вас тоа не значи ништо. Вие бидејќи знаевте дека нема вашите поддржувачи и да ги повикате да излезете не може да беше поголема бројката од тие. Апсолутно не шпекулирам. Вие немавте храброст да го направите, но тоа беше поминато. Апсолутно. Сега се враќаме кон писмото. Ниту еден политички лидер, памтите и вие, откако постои Македонија да добил некакво вакво писмо од висок амерички представник, кој се наш стратешки партнер, дека се разочарани, кои што ви кажуваат дека подобар договор од овој не може да добиеме, кои што ви кажуваат дека може би години, а може би децении ќе ни требаат како држава да стигнеме тука кај што сме стигнати сега и да имаме повторно ваква шанса. И вие тоа не сакате да го читате. И вие сакате да кажете дека одете шетајте на Соединетите Американски држави и на сите наши пријатели од Западот
Господинот Хан денеска. Не е добро да значи шпекулирате. вие не шпекулираме, вие одговорите. Добре, ќе го цитирам Хан за да нема спекулации. Последиците од бојкотот на опозицијата може да ја уназад на земјата во развојните процеси. Така да се потрудиме да бидеме коректни. Ако дозволите, точно е тоа дека во неколку пати се кажува дека подобар договор не може да се постигне. Само дозволете тука да додам, точно е тоа дека не може да се постигне подобар договор доколку тој договор одново биде преговаран од страна на Заев и оваа неспособна влада. И тука се вие ако согласуваме преговарате само апсолутно. вака, имам прашање. 11 години ВМРО ДПМН беше на власт, имаше можност за преговори, да направи договор каков што таа мисли дека треба да се направи и каков што мисли дека е идеален за државата. Јас верувам и не може да ме разубедите дека барем до 2011 година не се стремила тоа да го направи до 2009, можеби и потоа. Очигледно немала можност да го направи тоа. И ако не сте можели 11 години тоа да го направите, како ќе го направите сега? Дали имате нов аргумент некој што од денес ќе ја премисли меѓународната заедница и Хан и Вест Мичел и сите и Меркел и сега ќе рече ние до сега не сме го слушнале овој аргументот во ВМРО ДПМН. Кој е вашиот аргумент да сметате дека ќе има нов подобар договор и од друга страна дека ќе има кој да го слушне тоа? Дали воопшто ќе сакат со вас да седнат? Е Со првиот дел на вашата теза, точно дека како партија веројатно сме имале повеќе ситуации во годините кои наназад кои што зборувате, додека ВМРО ДПМН предводеше владата да се реши ова прашање. А зошто не се решило? Кои се точно причините, деталите? Не знам, нити сум бил во делот раководството тој период, нити ми се познати во детал работите. Она што е значајно да се напомене е дека во овој момент, значи во ВМРО има трета генерација на политичари, дека не се истите луѓе кои што биле во 2011 и ова раководство на ВМРО ДПМН, предводено од председателот Мицковски, е уверено дека може да има подобар договор. Ама кои се аргументите? Што ќе ставите во тоа да ја изненадите и Европската унија и САД да сакат да седнат воопшто да разговараат за тоа? Ципрас да не прави многу. Доколку се погледне овој договор, видете сега, ако збориме на таа тема, денеска видовме и оставка од министерот за надворешни работи. Мислите со Мицотакис ќе седнете да разговарате? Ние со сите сме спремни да седнеме да разговараме. И нормално дека доколку се постигне решение кое што нема да биде на штета на македонските национални интереси, како што го направи Заев и СДСМ, дека тоа и ќе го направиме. Дали ќе успееме, ќе покаже време. Пошто е штетен? По тоа што се зачува идентитетот? Пошто се зачува и јазикот? Значи се обидувате сега истото да го правите во емисија што го правите и во собранието. Значи јас ве прашувам, значи вие само знаете да повтарате една работа дека е штетен и дека сакате. Договорот не помина на референдум. Значи за вас е мртов. За македонските граѓани не е, ниту ќе биде. Значи нема да биде. Значи почитувате ги законите. Ги почитуваме законите, референдумот беше консултативен, знаете, нели? Без разлика. Затоа во собранието е нашата одговорност да ја завршиме работата и ќе ја завршиме работата. Во ред проведите. Така да. Меѓутоа, Закири, имам и за вас прашање. Зошто СДСМ сметам дека направи една политички невешта работа? Прво, оној аргумент за кој што се фаќа ВМРО е дека не учествува во процесите пред донесување на договорот и немаше воопшто со нив дебата околу самата содржина на договорот. Втора работа, рековте дека е консултативен референдумот, меѓутоа дефинитивно од старт проценките беа што ќе биде во парламентот. Уште денот по потпишување на договорот тоа прашање беше најбитно. Дали СДСМ ќе го испорача тоа што го потпиша? А одговорноста е само на владата, односно на СДСМ, затоа што оваа влада ја превзеде таа одговорност. На плеки да го износи целиот процес кој што гледаме сега дека е заглавен. Значи владата ја сноси одговорност, владата имаше храброст да потпише договор, да се договори со грчката страна. Меѓутоа со македонската не се договори, ниту седне на маса да преговара со Мицковски, ниту направи политички потек. Опозицијата, ви го слушавте и премиерот, ви кажа, јавно кажа, постојано биле информирани до кај сме, што сме и како сме. Кога имаше потреба се свикува лидерски и се разговараш на тие лидерски. Имаше две лидерски средби каде што едната беше и постојано бил во комуникација и знаел господинот Мицковски за тоа што се преговара и до кај се работи. Не е точно. И сега ние сме тука кај што сме. Цел демократски свет, таму кај што стремаме да бидеме дел. Ни кажува дека ова е тоа. Ние тука не сакаме да гледаме. Вие мислите дека и вие немате грешки заради тоа што процесот на некој начин, знаете како, е заглавен. Сега сите чекаме да дојде петок и конечно да видиме што ќе се случува. Процесот е во тек, тече и не е меѓутоа, чекорите што заглавен. сега Заев ги прави, сега го повикува Мицковски да седнат и да разговараат,
Претходно најави национално помирување кое резултираше со пуштање на пратеници од домашен притвор. Сето тоа можеше да се направи пред 3 месеци. Новинаите може да ги поврзувате тие работи. Барањата на луѓето кои што побараа да бидат пуштени од притвор не се пуштени вчера. А знаете кога побараа претходно на 25 септември побараа со истите кауции. Ама тоа ние ли го решивме? Не, меѓутоа тогаш немаше политички процес, истото го бараа, ги одбија. Судови, ама не дали гаранции, прашате ги зошто? Значи, дали гаранции, да молам да не спекулирате со македонската ги прашате јавност. Сакам да кажам, зошто ова не го направивте порано, да не биде вака брутално, дека во рок од 2 дена сега се ќе биде. Ќе имаме национално помирување, ќе седнат и на заедничка маса и ќе бидат национално помирени дел од пратениците. Ние го правиме јавно. И не бегаме од тоа што го правиме. Јавноста гледа. Не значи дека сте управо. Јавноста гледа што правиме. Ние даваме шанса процесот да успее на овој начин. И еве ги, петок е за 2 дена. И ќе видим. Ако ми дозволиш да се надоварам. Само да завршим. Втората варијанта, односно доколку не успее, а ние се надеваме дека ќе успее, ние повикавме на избори, зашто трета варијанта нема. Тоа се опциите кои што стојат пред нас. Меѓутоа зошто да бидат луѓето се во грч? Заради тоа што се што се случува последнава недела, повторно ќе кажам, можело да се случи многу порано. Зошто не превземавте никакви политички потези, туку бевте толку уверени дека референдумот ќе успее во однос на бројката на излезност, можеби, иако проценките беа дека избирачкиот список е таков каков што е, и факт е дека не постојат толку луѓе во Македонија колку што се наведени во избирачкиот список, односно да дадевте простор први на политичките решенија, а потоа на народот. Или обратно. Значи да го зајакневте процесот на политички преговори и сето ова што сега го правите за сметка на успешен. Ние за се бевме транспарентни и повикувавме да се придружат. Зошто они тврдоглаво стоја на тоа да идат на бојкот? Тоа е нивна одговорност, не е наша. Ние цело време за време на кампањата објаснувавме зошто бараме поддршка од граѓаните, дека ова е патот по кој треба да стигнеме до НАТО и Европската унија и тие што решија да излезат, излегоа. Има две работи на кои што се повикува референдум, повикувате само како политички партии, да. Вие велите дека е неуспешен и се повикувате на неуспешност, вие неуспешност. Од друга страна, и двете партии референдумот на некој начин го користите како параван за нешто што политички не сте го направили. Ако дозволиш две-три работи. Прво, мило ми е што господинот Закири призна дека одговорноста е исклучиво на владата и на Заев. Тука барем се согласуваме за едно прашање. Се договорни ја преземавме одговорност за сега, ние го подпишуваме договорот. Дека не повикувале. Напротив, ние бевме кои што тие ги баравме лидерските средби, затоа постојат записи и од нашите пресконференции, од јавните настапи. Во нити еден момент, нити не повикале да се придружиме, нити не информирале, напротив, се што направија на тие 2-3 лидерски средби, ги им укажавме, ги советувавме да не го прават тоа бидејќи е на штета и дека така процесот не може да успее. Нити во еден момент не сакаа да послушаат. Тврдоглаво, токму од нивна страна, самоуверени во тоа што го прават, го направеа. Зашто сега го бараат ВМРО ДПМН? Да се придружи за заедно се удавиме? Не, одговорноста е само на Заев и само на СДСМ. Македонија ќе се удави ако не влезе во НАТО и Европската унија. Македонија нема да се удави ако процесот успее. Да завршам, не те прекинував. Од друга страна и вие го напоменавте, избирачкиот список. Тој истиот избирачки список со кој што се отиде на избори 2016, истиот избирачки список со кој што се отиде на избори 2017. Истиот избирачки список кој што го правеше Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни предводени од кадри на СДСМ. Така да ве молам да не шпекулираме во однос на избирачкиот список. Дали некој бил или не бил, му било должност како граѓанин на оваа држава, како македонец, албанец, ром, бошњак да провери дали има проблем со избирачкиот список. Закири, и за вас прво прашање. Кажавте вие дека договор, цело време стоите на тезата дека договорот е мртов. Јас сега ќе ве потсетам на минатото на лидерите од вашата партија кога носеле битни одлуки. Закири потсети на една ситуација со носењето на одлука за амнестија. Во ова студио и самиот Лупчо Ѓорѓиевски кажа да се учат на моите грешки кои во 2001 потпиша рамковен договор иако беше против тоа. И покрај тоа носеше последици, дури имаше и забрана за отварање и самиот кажа на сметки, на некој начин беше на црна листа кај западните земји во САД. Не се плашите од никаква одговорност и кон меѓународната заедница, и кон САД, и кон граѓаните на Република Македонија. Знаете што ова се историски моменти. Некој, верувам, ќе биде прогласен за предавник, некој може да биде прогласен за херој. Меѓутоа, каде ја носите Македонија вака? Вака, прво и основно.
одговорноста за носењето на Македонија во ќорсокак не е на ВМРО ДПМН, туку е на СДСМ и ЗАЕФ. Значи ВМРО ДПМН нити ја предводи владата, нити ги превзема сите овие чекори кои што се случуваат во последните 2 години. Тоа е едниот дел од одговор. Во однос на останатиот дел од вашето прашање. Ќе ви напоменам само еден сличен пример како вие што го дадовте. 2004 и 2005 година, кога беше територијалната поделба, со вашиот вокабулар, Груевски, така речено, се спротивстави исто така на целиот на цела Европа, бидејќи сите и Соединените американски држави, бидејќи притискаа за тоа да помине. Неполна година и пол после тоа, Никола Груевски стана премиер на првите следни избори. Така да, ако ги гледаме историски примерите, можеме најразлично да ги толкуваме и да смислуваме најразлични сценарија и да наоѓаме најразлични примери. Значи, ВМРО ДПМН нити ја доведе државата во оваа ситуација, нити треба да единствениот кој треба да преземе одговорност е СДСМ и ЗАЕФ. Нека си ја преземат одговорноста, бидејќи ВМРО ДПМН не одеше по цел свет да го убедува дека референдумот ќе помине, дека прашањето е добро. Да, ве молам да одговорите. Ја имам уште историски примери. Зошто цел свет Тарсот го ферува кај вас, не кај нас? И кажу затоа што вие ќе ја сносите одговорноста за последиците кон граѓаните на Република Македонија. Затоа што знае дека не можете да го испорачате тоа што го ветите. И конечно се врти кон некој што знае дека е способен и може трета генерација сте политичари во ВМРО ДПМН. Не способни сте, вие не можете да излезете од матрицата на Никола Груевски од Сашо Мијалков. Вие излагате сега уште потврдо корни од нив. И ќе дојде време кога ќе ги бараат Груевски да се врати, ама за жал не може да се врати затоа што треба да лежи затвор. Вие знаете ли кај носите Македонија? Затоа цел свет и Соединените американски држави и Европската унија кон вас гледаат, кон вас посочуваат со прст дека вие ќе ја втурнете Македонија во безизлезна ситуација. Одговорноста е ваша. Вие имате и пратеници во ВМРО ДПМН. Кажувам челниците на ВМРО ДПМН. Раководството, не пратениците и другото членство. Вие имате многу разумни луѓе и во вашата партија. Писмото беше насловено кон председателот и раководството на ВМРО ДПМН. Не е кон сите во ВМРО. Да не го прекинам за Киреве, заврши па ќе дадам краток коментар. Ќе го повторам всушност тоа што кажав. Неспособноста на СДСМ, неспособноста на ЗАЕФ е причина зашто целиот свет. Јанушев, ја сега работа. Може ли да му одговорите директно на овој ќе дојдат во тесно? И секогаш кога немаат што да кажат нити аргумент во нивна корист, не, сега може ли директно да одговорите на не знам кој. Јас нити сум Груевски, нити сум било кој друг. Јас сум Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН од средината на јануар месец. Не го сваќате како критика писмото на Мичел воопшто, дека не е упатено на вас раководството и вие сте во раководството, генерален секретар сте и председателот, не е за вас, за нив? Не зачудувате затоа што тоа е до вас насловено. На начин дека го гледаат како луѓе кои што не се овде присутни, кои не живеат во Македонија, кои што им е единствено битно процесот да продолжи, без при тоа суштински да се погледне што тоа значи за нас македонците. За нас македонците, ова, барем за мене лично како македонец, ова е неприфатливо. Како партија, како ВМРО ДПМН, исто така е неприфатливо. И како што кажав, како што кажав претходно, ќе се согласиме дека за одредени прашања не согласуваме. Исто како што со господинот Зекири можеме согласиме дека за нешто не согласуваме. За мене овој договор е лош, претпоставам за господинот Зекири е добар. И ние можеме утре да разговараме за ова и да останеме на крај ден кога ќе заминеме од тука со различни ставови. И не гледам ништо лошо. Тоа е едно од основните демократски принципи и правила. Меѓутоа, тоа не амнестира одговорноста за ќорсокакот во кој што се наоѓаме ЗАЕФ, СДСМ. Тоа е факт. Сметате ли, Зекири, дека со една ваква реторика ВМРО само ве навлекува повеќе и повеќе на тој терен да вие всушност за сметка на вашите гласачи губите на вашето конто, а тие тоа го сметаат како придобивка. Пример за тоа беше изјавата за националното помирување, кога верувам дека изгубивте гласачи заради тоа. Ние сме всушност еве ова што го правите, одење кон избори, а во меѓувреме колку можат повеќе да ве навлечат на нешто вакво. Ние сме одговорни политичари и одговорна партија. Спремни сме да платиме цена за доброто на Македонија и за доброто на граѓаните. Ако некој сега мисли дека го правиме лошо, имаш да казни. Но оваа генерација политичари со носење на оваа историска одлука за Македонија и за низините граѓани, за некоја година ќе бидеме спомнувани
како херои. Ако- Кои што сме ја внеле Ако успеете до Македонија крај да во го Европската устуркате унија и НАТО. процесот. Без разлика што некој сака да ги представува или да не представува сите ние што сме за договорот, можеби како предавници. Ќе видат многу брзо. Дека ние сме го направили исправниот чекор и тоа што е најдобро за граѓаните, за нашите деца и за идните Меѓу генерации. тоа што го прави ВМРО ДПМН, повторно ќе повторам, ве става, односно еве лидерот пред 2-3 дена да каже дека се работи за одговорница, кажа дека простува, бара национално помирување, еве потоа беа ослободени од кривичниот суд дел од претениците кои што се обвинети за 27 април и всушност ве ставаат во една позиција на една реторика во која што вие губите гласови. А тоа тие го прават со цел да одат на избори и да имаат ако е подобро цената контрол. да губиме гласови, а Македонија да стане членка во Европската унија и НАТО, ние сме спремни таа цена да ја платиме. И не бегаме од таа одговорност. Македонија нема иднина ако не станеме членка на НАТО и Европската унија. Затоа ние сме спремни да ја платиме и таа цена ако е потребно. Затоа што тоа е тоа што е потребно неизбежно на Македонија. Сега е уште еден шанса. историски факт. Велат паметните учат на тугите грешки, будалите на собствените, не ме сваќате лично, туку зборувам дека таква е изреката. Имаше пресвртница во меѓународната заедница во однос на, иако велите не сум бил во тоа ВМРО ДПМН, и во да, меѓутоа не во раководството, се извинувам, во средбата на Груевски со Џо Бајден, сега ова се шпекулации или колку е потврдено, било договарано реченијето Република Горна Македонија. Потоа и претходно биле давани многу конкретни понуди, меѓутоа тоа не се исполнило. И на некој начин од 2011 навака, односно се додека вие бевте на власт, тоа прашање се ставаше под тепих, ништо не мрдаше во однос на прашањето за името. Сега велите еве писмо од Хан, писмо од Мичел, не ни требаат вашите совети, им велите, директно на американците, на еден Мичел му велите. Како мислите со ваков антизападен курс да постои Македонија? Дали, повторно ќе ве прашам, сојузник се САД и Европската унија или вие имате друг сојузник? Ако имате, кажете го. Заради тоа што ваквиот одговор на Мичел го упатува на тоа дека вие не сакате со нив воопшто да интересни разговарате. тези. Немам ништо против да зборуваме како било 11-та, 8-та, 6-та. Не зборувам дека еве историски аргументи каде што се со оглед на тоа во која ситуација се наоѓаме во моментов, да оставиме да се надмине ситуација, па кога ќе имаме порелаксирана атмосфера ќе и коментираме сите тие работи, бидејќи сметам дека ова што е во моментов е многу побитно да го. Нормално. Само ви кажувам дека се случувале вакви работи на вртење. Ви одговорив пред малку, исто како што последниве неколку дена високи представници на нашето раководство остварија средби со речиси сите политички фактори од Европа и САД. Значи тоа исто така доволен доказ дека не е онака како што во моментов со тезава се обидуваме да го представиме. Од друга страна имавме една изјава која што видовме од Жозеф Дол, кој што исто така денеска даде друга изјава дека нити станувало збор за исклучување на ВМРО ДПМН од ТПП, ниту се размислувало за нешто такво, нити пак има нешто такво. Исто така интересно беше пред некој час имаше нова изјава која што кажа, нели, кои се принципите на кои што треба сите политички партии кои што припаѓаат на ИПП да ги заснуваат, тоа е пред се владење на правото, почитување на човековите, на основните човекови слободи и права, владење на цивилното општество и демократијата. И всушност тоа е она за кој што се бориме и ние како партија, за разлика од страна на ова што го гледаме од СДСМ, каде што преку ова што го напоменавте, не ми дадовте можност да го прокоментирам, каде што многу луѓе се користат исклучиво во судски постапки само за да се искористат за да се тргува со нивната слобода, што всушност и го видовме во последните денови. Тој коментарот на изјавата на Заев и по тој, значи и тоа има прашање и по се она што се случува. Не можеме да премолчиме и да не кажеме дека за човек кој што на секое второ излегување се обиде да искоментира дека он никако не е поврзан со судството, да ги гледаме сите овие работи како нарачано се одвиваат. А од друга страна, се она што го видовме во изминатиот период и се она што го поднесовме како кривична пријава, воопшто обвинителството да не постапува, нити да превзема било какви действија под оперен глас и се останато
поттикот за подкуп за време на референдумот, сите нерегуларности за време на референдумот, целиот ршум и хаос во однос на Да, за криминалот што Кири, се случува. ова прашање ова не што го се наметнува, принципите навистина на- заслужува Само да завршам. Ова не одговор. се принципите на Европската унија, ова не се принципите за кои што се борат. Ова е само последен очен обид да се спасат. Ништо повеќе, ништо помалце. Затоа што не знаеа, не се способни, Ние ја донесоа немаше да се државата и спасиме. народот во оваа ситуација, не го признаваат неуспехот на референдумот, понатаки се обидуваат на сила да го буткаат во собрание и за многу брзо сето тоа ќе им се врати како бумеранг. За Кири факт е дека се коментира многу пораката на Заев за национално помирување и одлуките на кривичните совети кои се случија веднаш потоа Казните на новинарите ДПМН вчера, како ги новите постапки против сегашното како раководство. ги За кој коментира казан? Па на адвокатите. на адвокатите. На адвокатите. Значи еве како ги коментира ВМРО ДПМН не се дека случило вие во историјата на правосудниот на тој систем во начин Република сакате да Македонија. добиете и Значи, ги придобиете прашате пратеници. Значи, апсолутно, они имаат легитимно право да мислат така. Ние тоа не го правиме. Ние токму по таа основа дојдовме на власт и бараме да има правна држава, да профункционира. Да нема Како суди, барате, да вие сте нема на да власт, нема вие да треба нема тоа да го суди. возможите. Така дојдовме Само на да власт, заврши, бараме ве молам, немаш. да функционира правната држава и да одговарате за се што е направено и за Апсолутно. секој политичар што Апсолутно. направил да си одговара Апсолутно. за тоа што ќе го прави Се и од согласувам. сега па натака. И ќе одговара. Правично, Ние фер. суди од тефтерче немаме. Ние не ставивме. Тие се судиите што ги имаат ставено во нивно време. Ние не ги земавме Велите од дека во дома. никаква корелација не е апсолутно, говорот на ние не ги Заев со земавме пуштањето од судиите, кривичниот нови совет. суди да донесеме да ставиме во Добро, судството. меѓутоа тие Нели? пратеници ќе се појават можеби во петок на гласање. и- Значи, секој пратеник што е избран може да се појави. Ама до сега може не да си дојде. На пример, Ги ако- државте 2 години и пол ние во не ги притвор. држиме, судот Кој? ги држеше. Ние не ги И држиме сега никого. наеднаш кога дојде Значи, за гласање, наша работа е судот тоа што го одлучи правиме. само иницијативно Значи, да ги пушти, а барат од прв ден да бидат пуштени. Затоа прашајте ги судите зашто не ги пуштил на Како време. не ја Зашто? срамува да Е, го како- кажувате пред цела македонска Како бе, јавност? зашто да ми е срам мене, бре? Ми свесни ли што се задржиме разговарате? нивото. Ќе го задржиме нивото. Како да ми е срам? Зашто да ми е срам? Па не сум бе. Не. Добро, Не може сега. да ми е срам воопшто. О, Нема од што да се срамам. Значи, Јанушев, и тоа што го Добро, спомна немате во однос на Дол, знаете која беше изјавата и пораката на Дол кон вас? Да, Во однос на знам. договорот? Да, знам. Да. Да. И неколку И? дена после тоа имаше уште една и денеска И што друга рече? изјава. Не го прифаќате договорот, ви рече. Правите што сакате. Значи, цел кажувам. демократски свет ви кажува, повторно ви повторам. Значи, ова е договорот. Ова е патот по кој ние треба да станеме членка на НАТО и Ама Европската нема унија. договор, значи мора да разберете, значи има, како сакате но можете да го представите референдумот. Вие како Си има раководство на закон ВМРО кој што може да закон кажувате вика, што сакате. доколку не излезе Значи- повеќе од половината, референдумот е неуспешен. меѓутоа видете, Значи, Јанушев, вие вие знаевте дека во парламентот ќе дојде на ред. Ова колку сакате. Вие знаевте дека во Вака, да парламент се ќе дојде навратиме ова малце прашање. наназад. Значи, ние опоменувавме многу пати, изборувавме во јавноста, дека доколку се случи да имаме фер демократски процес на гласање и доколку излезат повеќе од половината запишани, доколку дадат поддршка, ние тоа ќе го прифатиме. Од друга страна побаравме, добивме ветување кој што по не знам кој пат излаже и него испочитува, дека доколку не биде успешен, дека нема да го туркаат на Не сила. кажа дека е Не кажа, Кога консултативен. видоа, Да. само Кажа да дека за, е без разлика консултативен. ше е консултативен. Не. Кажа дека е Без консултативен. разлика ше е консултативен. Ама вие сакате да Законот ги не толкувате, прави работите како разлика што сакате вие. во Не, видете, односно за овие работи успешноста. сум се спорела и јас со нив, Ако меѓутоа може да факт е дека завршам. таква беше Дали е последната. консултативен, дали е претходен, дали е последователен, дали е задолжителен, дали да е било кој од другите форми на референдумот. За сите тие важи правилото успешен, неуспешен. Значи ние имаме одлука објавена во службен весник каде што констатира дека е неуспешен. Зошто разговараме се уште на темата? Тоа што сакате вие? Дали доволно е избори јасно. за вас се излез? Односно од оваа криза политичка. Видете, Дали мислите мора- дека мора да се оди на избори и дека тоа е решението во ситуација? Во моментов Нема еве да гласа ваша пратежничка група како што во повторувате цело моментов време. едно е битно. Битно е дека референдумот е неуспешен, со тоа договорот е мртов. Дали сте за избори? Само да завршам. Само да завршам. Значи тоа е тука треба да расчистиме. И што побрзо се затвори тоа прашање, тоа подобро. Значи- Дали ќе има, само да завршам, дали ќе има избори или нема да има избори, исто така не зависи од нас. Они најавија дека ќе има избори, ние рековме нема проблем, нека има избори. Им треба 61 пратеник. Можат утре да ги распишат изборите. Не им треба ВМРО, не им треба консултација. Ако се толку сигурни, нека ги распишат. Ама и вие цело време повикувате и вашиот лидер на избори. Вие сте сигурни дека и вие ќе победите? Апсолутно. Вие сте сигурни дека ќе направите влада? Апсолутно.
Имавте ситуација кога имавте повеќе пратеници, па не направивте влада. Во минатото имало многу ситуации, меѓутоа во овој момент сум сигурен да имам избори, дека ќе ги добиеме тие избори и дека новата влада ќе И проведе. од кога ќе ги токму добиете владата избори, од кога ќе направите влада, со кој ќе седнете да преговарате за договорот? Со сите оние кои што изминативе неколку дена нашите представници се гледаат и разговараат. И што ќе им добиваме понудите? позитивни пораки. Со Ќе им која страна понудиме ќе седнете? Со кој од грчката кој ќе страна правите воопшто влада? можете да Со тој направите? што е во моментот на власт во Меѓутоа грчката Ципрас страна. ќе рече, јас ви понудив, тоа е договорот. Значи нема. Така и тој договор не помина. Видете се, имаме една ситуација. Ќе ви веруваат ли дека можете Само со вас да само да направите завршам. договор? Мене не ми е имавме јасен ситуација планот Б. Само да ви кажам. Имаше ситуација пред неколку месеци, кај што Заев излезе и кажа дека Република Илинденска Македонија децит. Take it or leave it. Така? Отиде назад Ципрас, се консултираше, по 2 сата му излезе и рече, види, јас немам мнозинство у собрание, не можам овој парламент Грчки да опоминам, не бива. Кој го спречува Заев тоа да го направи? Нели беа и тогаш договорени? Значи, оваа страна можеше да ретерира и да се седне повторно да се преговара, кога иде за нашава страна истото да го правиме, тогаш тоа не може. Значи, дајте малце да ги гледаме пошироко работите. Секој што сака договор, ќе седне и ќе преговара. Ако е ВМРО ДПМН од оваа Зашто страна, мислите дека ќе ве Зошто сметаат за мислите? партнер? А зошто За мислите партнер? дека за тоа што ќе предводиме владата? Ама За тоа ќе имате бидеме критики релевантен од САД и од Кој Европската вашата унија. партија е Значи 11 имаме години ги- критики во изминатите 27 години, било која Сержан, влада за одредени прашања. Нивната претходна влада намерно ги рушеше позициите на Македонија во однос на преговорите со Грција. Намерно, сите знаеме. Со антикризацијата, со проектот Скопје 2014, со применувањето на аеродромот, на автопатите, тоа намерно и свесно го правеа. И сега кога дојдовме ние, кога стигнавме до овде, Значи, да се пак признае за ова што се македонскиот случува, идентитет. Пак е ВМРО крив, не е СДСМ крив. И кажувам како беше и до кај стигнавме. Видете реално. Да, реални сме. Значи ви Се кажуваме, ова е договорот. Зачуван македонскиот идентитет, Нема македонскиот договор, јазик. разберете, граѓаните му кажа, и нови вие договор, тоа не, не гледате. ни И вие не нудите Не знам, алтернатива, на човече. француски Вие но само пасара кажувате. не мине. Значи, Не бе само што ви Абе, кажам. како не мине? Значи, Што ви е на вас? овој народ им се Што битни сакате? реалните Што теми и сакате носењето напред. Македонија да ја Носењето- оставите изолирана? Тоа ли ви е целта? Не знам зошто не Затоа се што обидуваш да вие ме слушнеш. Не, ја ве слушам, вие повтарате исто Неспособни постојано. сте, Значи, не кој е ве бива, способен или не е шајка способен, немате кажа заковано. граѓаните. На Абе, народот оставете им ја е шајката. битно да биде Македонија треба да стане добро членка да на Европска живее. унија и НАТО Со и вас ќе живее. не може да живее добро. Со вас ќе живее, Подобар- да. Подобар Со договор вас со живееше Заев добро. не може да има. Режимот Тоа со е вас факт. од 11 години супер живеа луѓето, така? Ма, Ме шо ви е на пак вас? ќе ви повторам. Каде ја Секогаш што гледате ви Македонија? недостојуваат аргументи и Како ќе ја факти, внесете режимот Македонија? ред. Поголем Како ќе ја режим, внесете поголема Македонија во НАТО? диктатура. Од Како ова ќе- што го имаме каква во диктатура, бре? моментот, поголем картел, Ама се слушате ли што непостојано, не збори? постои. Јануче, факт е Се дека слушате ли секоја што збори? опозиција е работа да ја критикува Вие власта. што с- Меѓутоа да одговориме те на прашањата. Зекири ве праша како Како ќе ја внесете Македонија во НАТО? Кажете ни го Со- рецептот со и ние ќе многу го И за работа. колку време? Абе, оставите со многу Со работа. Абе, оставите ја со многу работата, труд, човече. Со подигнување на животниот стандард, Ако со некој работи, решавање ние со реалните работиме. проблеми на граѓаните, истовремено репреговарајќи Меѓутоа, овој видете, договор. Како да е го направите преговарајќи, тоа, беше? треба да сте играчи на меѓународна сцена. Еве ќе ви кажам еден пример, веќе? свеж. Добро. Заладените односи помеѓу Трамп и Ердоган. Се случи дури економска блокада, пат на лирата, значи една држава како Добро. Турција се потресе заради тоа. Добро. Зошто? Затоа што Ердоган не сакал да го ослободи свештеникот кој го смета дека му е непријател заради контакти со неговиот најголем непријател. Добро. Се случи да се договорат и Трамп и Ердоган и свештеникот да биде пуштен. Добро. Значи падна договор меѓу двете страни. Зборуваме Супер, за одлично. Значи, во иднина после година 2-5 ќе падне Бе, таков која договор. иднина? Зборувам дека Немаме еден време, Ердоган ви кажува Америка, ви почувствувал кажува дека Европска САД унија, ви не може кажува да му НАТО. биде непријател. Ама Не зошто? може да А му кој биде го гледа непријател. САД како непријател? Па вие Значи Не не разбирам. смее да му биде непријател. Точно се покажа согласуваме, дека тука ако сме не на иста политички, линија. економски Ма кај сте на иста падна линија, бре? лирата заради Апсолутно се согласувам несогласување. со Ама на со која САД. линија сте Согласувам. исто На вие со крај САД? го направи тоа што го бараше Трамп. Го пушти Апсолутно се свештеникот. согласувам со вас. Ама на Кој која го гледа- линија кој сте го гледа вие како исто со непријател? американците, да Меѓутоа кажете? сега се партнери кои можат да седат на заедничка маста и да разговараат Тоа за ви го Саудитска кажам, значи Арабија. пред неколку Сметате ли денови дека седевме Америка заедно со нив. Бе, Не јас лично. Ама пред 3 писмото часа, е- пред 3 Како часа да- Мицковски писмо да го врати на Мич. Значи, исто што така сакате ќе на иста седиме, и линија сте утре биле? ќе седиме, и други ден Да, бе, ќе да, седиме. имаме пред време неделја. ние за чекање, Значи, ама они овакви- ти кажува дека немаме овакви- време. Овакви правење на балони, Бе, какви балони, бе? мислам дека се непотребни. Ако мислите дека ВМРО ДПМН не е во иста корелација со било која постапка во минатото или денес во насока на ЕУ и НАТО, тогаш можам само да кажам дека не сте во право и Како бе, дека нешто? и дека воопшто не е така.
Со сите работи кои што сме ги направиле, сме ги направиле. Добра, Пак ќе ви кажам, аргументирајте, на крај на кој ќе ви биде ден, најголемиот адут? аргументирано ви кажувам дека за работи кои што се согласуваме, седнуваме, кажуваме дека се согласуваме, постапуваме така. За работи за кои што не се согласуваме, не лажеме, како што лаже Заев, ова ќе го направиме, ова ќе го избуткаме и сега кој да Еј, ВМРО е крив. Ако е устав договор за името, како ќе влеземе во Европска Значи, јас тоа го Значи, повторам. кога ќе дојде, видете ме терате да спекулирам шта би било, кад би било. Ама не се Кога знае ќе дојде дека тоа е времето за ставот. тоа, ќе се седне и ќе се Чекај, разговара и Милана. ќе се види што е како Значи, е. господин Јуншев, Македонија може да стане дел од НАТО и Европската Унија само доколку имаме договор со Грција. Тоа е така е. Добро, Имаме договор со Грција. немаме. Како немаме? Така немаме. Значи имаме и Грција ти вика имаме и ние викаме имаме. Ма немаме, И сега е тоа сакам да шансата да кажам. искористиме. Тоа ти викаат Соединените Е, американски Каменос вика, држави, нема Европска шанс ова Унија. да го поддржиме. Абе остави го ти Не, Каменос. Се како да го Го оставиме? имаме Ципрас, кој што ти кажува и Ма нема денеска ја мнозинство, презеде. тоа ви кажам. Абе како нема мнозинство? Он ја презеде и функцијата министер за надворешни работи и ти покажува дека сака да ја завршиме работата до крај. Добро, во значи ред, вие значи- ама немојте во ред сега. Вие викате сте за Европска Што Унија. побрзо го прифатите тоа, Значи толку побрзо за вас. вие знаете што е според со ваквото однесување. Само раководството на ВМРО ДФМН е политички мртво. Значи Добро. немате простор Ако не да сте се работка сигурни во ни тоа, внатре, ама ни ако- надвор со ако сте никој. си- ако сте Што сигурни вака во тоа, тогаш е добро тоа настапувате. за вас, така? Значи, дали тоа не е тоа може да биде добро ама- за нас, ама ние не гледаме добро за нас, гледаме добро за граѓаните. Тоа не е добро за граѓаните на Македонија. Епа- Затоа што ќе пропуштиме шансата која нема да ја имаме со децении. Жана, понатаму. ако ми дозволиш, ако е Да, само да тезата, завршиме. Не е добро за нас. Не треба да гледаме за нас и за вас. Треба да гледаме за граѓаните. Затоа имаме ние таа одговорност како политичари и како пратеници во собрание да завршиме ама работа. граѓаните не ви го Значи, викаат тоа. Апсолутно ни го викаат. И граѓаните, дури вашите членови, прашајте ги уште еднашка, ќе видите што ви викаат. Ама Дури и референдумов ваши е, луѓе, пред две ваши недели имавме ваши референдум. представници на вашата партија се разумни и знаат дека оваа шанса мора да се искористи. Јанушев, зошто не прифаќате Затоа и амандмани вашиот по предлог потпредседател на го Панчо смета тоа. Минов и подпредседателот Јанчев, кои што велат дека да, и кои што се против договорот, меѓутоа велат дека има простор за додавање на уставни амандмани, односно како што беа употреба на името Северна Македонија веднаш за меѓународна употреба, да се оди се до членството во Европската Унија со постепено изменување за внатрешна употреба, исто така со зацврстување во преамбулата на употребата на македонскиот јазик и нација. Зошто за вас е неприфатливо еве да се додадат амандмани по ваш терк, по ваше барање, но како што вие би сакале, за да може да се стигне до гласање за договорот, а до промена на уставот, она како што барем малце вие би сакале тоа да изгледа. Ајде да се вратиме со еден чекор на насот. За ова што го зборувате да се направи, потребно е да се седне повторно со грчката страна, да се репреговара, да се овие работи кои што ги спомнавте да се стават во некој нов договор, Апсолутно не е а потребно. после тоа да се оди во Заев целата рече дека Не е потребно дека така нешто прашањето, како односно не подобро. преамбулата во која се зајакнува македонскиот Не сте го јазик и прочитали, идентитет, апсолутно, не е изгледа. спорно да се стави. Значи, цело Значи, време извини, сега настапува мене со ме ставот прашаат, дека ние го дозволете да ние го искоментирам и Добро, ама да има Добро, реплика. Ајде. Значи, во договорот, согласно сите рокови и се што е напишано, Заев и владава со капитулантскиот договор предвидува веднаш, тоест до нова година, да се смени, тоест да се додаде Северна сегде каде што има Македонија. Доколку ќе оди фазно, или доколку се прават некои други измени, без разлика чии и од каде е предлогот, треба да се седне се направи нов договор. Токму тоа ви го кажувам. Токму е тоа што го зборуваме цело време, дека ова е мртво, треба наново да седне да се репреговара. Дали ќе биде тоа, дали ќе биде нешто сасвим трето, дали ќе излезе некоја нова варијанта прифатлива, ќе видиме. Кои се Ќе покаже вашите времето. црвени линии? Ќе покаже времето. Кои се вашите црвени А линии? не менување на уставното име. Тоа се црвените Да, тоа линии, се што би ги црвените линии, понудиле тие доколку биле имате и тие можност да ќе ги... бидат и во иднина. Значи тоа значи дека Македонија нема да стане членка на НАТО и Европската Унија никогаш. Ако идеме по нивната логика. Тоа е ваше тврдење. Значи, Да тоа е сакавте да му тврдење- реплицирате. Тоа е тврдење на Соединените американски држави, тоа е тврдење на НАТО, тоа е тврдење на грчката страна. Тоа е ваше тврдење. Еве, вие спореа дека ние го губиме идентитетот, не ние зачување јазикот. Не е Еве, точно. има Ама простор, пак одите на дадовме тоа шанса. да коментирате Пододена нешто рака што е заедно мртво. да ги работиме амандманите. Има простори за други амандмани, кај што ќе се зацврти, ќе биде во устав. Има ли нешто подоброто?
во устав да се стави дека Видете, ако го гласат пратениците на СДСМ, тоа Да. што вие го предлагате, да речеме, со Не тие, ме разбирам еве зошто Панчо се- Минов што Не ги го кажа предлагаме, амандмани. нашиот став е Ако јасен. не зборувам, ако има договор меѓу вашите две страни, Ципрас не ви е потребен. Може да се договорат дека договорот е мртов и да се почне наново целата постапка. Значи не, вие не сакате да го надградите овој договор, тука сакате да не го е поништите. како ќе го надградиш договорот, со подпишување на нов или со правење на Не анекс? зборуваме со амандмани од Ама, уставот, тоа како се што беше обидам да ви предложено кажам, дека значи, пратеници. Значи, ние ви постапување кажуваме- спротивно на она што е договорено, значи не е во насока на договорот. При тоа, договорот не е ни на сила, не е нити објавен, со неуспешен референдум. Не, ова, Значи, ова ти покажува се направени мал милион, те могат да завршат, Да, ама Јануше, бидејќи вака, коректни. временски гледано, значи, мукамете вие треба одите да со се главата разборува. во зид, Вие не гледајќи ми се вака. обраќате. Значи, Значи вие се направија направија господин мал Јанушев. милион законски и Затоа- уставни прекршувања и сега не викате ајде да направиме уште некое за ова да пробаме. Не бре да да пробаме, преживееме. не да пробаме да Абе, преживееме, нема што да одговорноста е преживееме. ваша, ја ние. донесовте Одговор- Македонија имаме и Ќорсокак, одговор- прифатете го одговорност тоа. кон- Имаме одговорност кон граѓаните, господин Јанушев. Па имате, тоа ви го кажуваме, тоа вие не и го никој сваќате. друг. Вие тоа не го Ма сваќате. тоа ви го кажувам, вие и Заедно никој друг. имаме Ајде да не се одговорност. вртиме во круг, Затоа што- пауза за реклами и ќе продолжиме Ајде. со дебатата. Интересна дебата помеѓу генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев и потпредседателот на СДСМ Мухамед Закири. Јас немам цело време за договор да прашам, меѓутоа имам уште едно прашање. Велите договорот е лош, тој е мртов договор. Со таков договор не може да се влезе според вас во НАТО. Ако е тој договор мртов, мртва е и шансата Македонија во моментов или во наредната година или во блиска иднина да влезе повторно, ќе речам, во НАТО или Европската унија. Од друга страна, секогаш кога ги поставуваме овие прашања, ги ставаме во еден регионален контекст, а тоа се случува во време кога Тачи повторно кажа дека после јануари може да се случи прекројување на границите, зашто може да се договорат со Вучич. И ние нема да имаме заштита од НАТО. Бидејќи нереално е ако не се поддржи договорот толку скоро да влеземе во НАТО. Кој ќе ги гарантира тогаш нашите граници? Прво да ве прашам од кого ни треба заштита. Зборуваме ако во регионален контекст се случат немири, прекројување на граници, ако тоа се рефлектира во Македонија, ако имаме ситуација каде што албанците во оваа држава и како сакаат да влезат во НАТО и Европската унија и ве обвинат дека вие сте кочницата за такво нешто, доколку било што се случи во регионален контекст, сметате ли дека ќе бидеме побезбедни во ситуација ваква или во ситуација кога НАТО би стоела за нас? Ако одиме на тезава да правиме црни сценарии за да ги плашиме граѓаните, јас не согласувам и нити ќе учествувам во таква дискусија. Ние сме суверена држава со сопствена војска и полиција и да одиме на тезата дека ни е загрозена безбедноста ради ова прашање со договорот, воопшто не го сметам за сериозно. А сметате дека што и да се случи и во наредната година 2010, бидејќи не се знае колку време ќе преговарате вие со Жене, ние сме меѓународната држава заедница? независна, суверена, која што обстојува од 91 наваки, со собствена полиција и војска. Добро, вака И се уште постоиме како држава со сите проблеми кои што ги имавме. Значи не е потребен НАТО и во според вас, тогаш? Не, апсолутно е потребен. Ама да го ставаме тоа во корелација дека ќе ни ја нема државата. не велам така. И Меѓутоа дека сметате безбедноста дека е за... Јас не се осеќам загрозен од меѓутоа никога, освен сметате од дека тоа и од власта. Тогаш сметате дека НАТО не е потребен, можеме и сами. Не, апсолутно сега ви кажав, апсолутно сметам дека е потребен и добро е да влеземе и сакаме да влеземе во НАТО. Ама да го ставаме тоа во корелација, дека некој ќе не нападне или дека ќе има војна и да ги плашиме граѓаните вака отворено у студио. Значи јас мислам не ги дека плашам граѓаните. Велам што и да не се е во случи ред. во регионот и во регионален контекст. Ако тоа тргне на лошо, побезбедно се чувствуваме ако сме под заштита, односно сме во НАТО, во тој безбедносен систем. Вие велите, ние сме суверена држава, можеме и сами. Се Јас ви верам случувало дека границите секако дека треба сами да се ги браниме. Апсолутно тврдам дека е добро да влеземе во НАТО. Меѓутоа не се согласувам дека пошто сега еве има најава Косово и Србија не знам што да прави, дека за година или 6 месеци можеби ќе има некој црно сценарио, може не да знам се што. рефлектира тоа црно сценарио и на земјава се рефлектираше впрочем во 2001. сериозно. Деструктивната политика на ВМРО ДПМН, доколку го спречи влезот на Македонија во Европската унија и НАТО, само ќе поттикне други деструктивни сили и кај нас и надвор од нас во регионот, што не ја посакуваат добро на Македонија. Они свесни се за тоа. Кој не ја посакува добро Значи, на Македонија, вие- господин Закири? Вие, Викате, кои ние? од надвор ќе кои не ја посакуваат. Вие не ни посакувате добро. Со тоа што не сакате да станеме членка на Европската унија и НАТО. Цел Бе, свет мола, повторно ќе ви сериозни кажам. да бидеме, сепак сме со апсолутно сте сериозен сериозни. новинар у сериозна Колку телевизија. пати треба да ви повторам?
сите пријатели на Македонија. Видете, Го ако вративме повторите угледот. уште милион Значи, пати уште дека милион. ВМРО е Не, против ЕУ и НАТО, тоа нема да го направи нити вистина, нити некој ќе поверува во Не, тоа. ама луѓето не Значи, гледаат. Ама пошто луѓето не Граѓаните не гледаат и пошто гледачите не луѓето гледаат, и знаат ве и пошто слушаат, и истите ве тие гледаат, луѓе и и ве граѓани гледаат, што ви кажаа правите? на договоров. Значи, Не, бидете ние малку знаеме, сериозни. знаеме како што ни кажаа граѓаните. Многу добро Па ако знаеме. знаете, зашто на апсолутно сила пробувате 610 ова да го 000 направите? граѓани кажаа за договорот. 37.000 кажаа не за договорот, останатите не излегоа и не кажаа ни за, ни не. И тие не се бројат, Да. не се битни, така ли? Тие не излегоа да го кажат. Ама тие Има не се шанс. битни. Има, не, никој не рече дека не се битни. Не излегоа да си го кажат својот став. И затоа сега одговорноста е наша. Вие сте против НАТО и Европската унија со тоа што не сакате да помогнете Македонија да стане дел од Европската унија и НАТО и кажувате приказки за мали деца. Јанушев, не ли Убаво е, чувствувате? Значи, убаво е апсолутно. ова вака што го Значи, објаснувате. значи, Само има еден мал проблем, господине Зекири. Нема никаков проблем. Проблемот сте вие. Законот и уставот Значи, проблемот не го сте вика вие. ова. Проблемот сте вие. Вие Така да извинете, жалам, ама не сте во право. референдумот беше консултативен, да ве потсетам. Добро, вако е Апсолутно, консултативен. да. Претходно ви Јанушев, вие објаснував не, сако, сега Јанушев, вие не сте прифатете. пратеник, меѓутоа сте втор човек во партијата. Чувствувате ли политичка одговорност, бидејќи и вам ви се обрати и Мичел, еве и Хан, значи на раководството во овие моменти за Македонија, за иднината на Македонија? Добро. Чувствувате ли некаква политичка одговорност? Ова зашто ве прашувам? Чувствувам политичка одговорност да постапувам и да ги бранам интересите на македонскиот народ, македонските национални интереси и да постапувам така како што народот ми дал упатство, односно на патија да постапувам. Зошто постојат Ама лидери За во разлика, партиите за разлика, и лидерство? за разлика од господинот Зекири и тие 1.200.000 кои што на поинаков Тие се со начин вас. го искажале ставот, Тие се со вас. јас го почитувам. Исто како што го почитувам за тие 600.000 кои што излезли и кажале за. Легитимно право е да си го направат тоа. Меѓутоа, за жал, по последните информации кои што ги имам и располагам, 1.200.000 е дупло повеќе од 600. Јанушев. Ако сум грешка, Јанушев, извинете, ајде тие оставете се ги со вас. бројките. Да не Само се да ве занимавам прашам. со политика. И тие се со вас. Вие сте генерален секретар на партијата. Кога Но ова прашав, прашање да се со кога нас. прашав дали Апсолутно не имате се со политичка вас. одговорност. Значи, Да, ви нема ни кажам, Тоа политика. значи лидерство. Вие да го поведете народот во тешко Ама лидерство може или во да лесно. покажат лидери. Значи, лидерство А ќе не неодговорни- покажеме на неодговорни првите Значи, следни луѓе. избори. Не можете да се зацкривате за тоа да го повикувате народот и народот. Значи, во ова студија Мицковски никако не сакаше да каже дали ќе гласа или нема да гласа на референдум. Цело време беше народот. Не може лидерот на одредена политичка партија и вие како генерален секретар да бидете, да велите како народот. Значи, вие сте тие што го води народот. Утре може и вие ќе бидете премиер. Треба да ви Извинете, јас веруваме во не се вашето согласувам лидерство. со вас, Вие сте лидерот. Пошто јас не гледам на народот како новци кои што треба да се Не, водат. Јас апсолутно, гледам на апсолутно, народот вие обратно ја вратите како работата. извор на нашето делување, како извор утре на нашиот легитимитет за идните постапувања. Ама ова е како да му правите анкета на народот и се повикувате на анкетата на народот. Па не направија најскапата анкета и не сакаат сега да дојде до постапуваат со решавање не политичко понеже. и одговорност, Тоа го зборуваме вие 2 се месеци. криете зад анкетата, а не зад политичката одлука. Значи јас ќе кажам да, ама резултатите од анкетата покажуваат тоа. тезата. Не, Значи, меѓутоа од една лидерство страна- значи водење. Од една многу добро знаеме што е лидерство. Од една страна ми викате се криете позади народот и треба да го водите, од друга страна народов одлучил и сега ми викате постапувајте спротивно на ова што го одлучил Не, народов. од друга страна ние народот не беше гледам никаква подоблесен поента. излезе на гласање Да. или А вие не не излеговте. излеговте. Значи повторно Затоа што ќе знаете дека со нема да кое успеете право во- кажуваме дека тие што не излезе на гласање не се доблесни. Јас Просто не е кажувам оред- дека ова како реторика лидери да Они се- треба да не донесете излегоа, не политичка кажа ни одлука. да ни не. И ние Значи, можеме да се повикаме на нив колку што имате вие право да се две повикате. на нив. варијанти. Ние сме против договорот, Значи, жал, дали може ќе да- излезете да гласате против или нема да излезете и ќе абстинирате, се совпаѓа со нашиот став. Ама тоа не го кажувате сега на Жане, пратениците. тоа ми беше. Значи, Значи, ако не, се не, коректни, извини, исто пред- треба да го направите со уште пред пратениците. Да, излегувањето... одговорите му за Кири Да, за уште- пратениците. Па добро е да ти одговорам. Уште пред доследно на 2 тој став, месеци... кажете сега на пратениците исто. Сами одлучете си Уште како ќе пред- гласате за уставните промени. Вака, две работи. Уште пред 2 месеци, значи ние кажавме дека доколку референдумот е неуспешен, нема да ги поддржиме уставните измени. Прва работа. Втора работа. Нашите пратеници не се на дугме. Имаме секојдневна речиси периодов координација и комуникација со нив. Заеднички со нив, со сите нив, го изградивме ставот. Уште пред да биде референдумот, само го потврдивме после референдумот. Референдумот е неуспешен,
Нема гласање во собрание. Крај на Имате приказката. голема пратеничка група. Со оглед на тоа што некои пратеници се изјаснува и говореа, па дури и велеа, аман седнете Разговарате, Мицкоски има и конструктивни. Заев. Значи има луѓе кои што можеби различно размислуваат. Дозволено ли е така. различно да размислуваат? А забрано некој некогаш различно. Дозволено ли е да гласаат по сопствено убедување во петок? А како може поинаку да гласаат? Има ли некој механизам да некој да го натера некого да гласа Сте поинаку? го кажале ли тоа на извршен дека секој може да гласа по сопствено убедување? Значи, видите сега, сепак сме сериозни луѓе во најголемата партија во државата. Не знам како го замислувате нашиот извршен, веројатно не замислувате дека седиме со пиштоли у главите и никој не сме ништо да Значи каже. можат во петок да гласат Не по могат да сопствено бидеме убедување. сериозни. За Кири, со оглед на тоа што прашањето за избори тргна толку од Заев и беше убеден толку во тоа, повторно дали сметате дека и сте убедени дека ќе го имате доволното мнозинство, двотретинско мнозинство со тие избори, за да не мора да доаѓаме до ваква ситуација и да бидете сигурни, бидејќи пак одговорноста ќе биде на вашата влада, дека договорот во тој случај ќе помине. Има доволно време до изборите во Грција октомври до година. Токму поради тоа ние кажавме, ако не помине во собрание, изборите се втората алтернатива, трета нема. Како сте сигурни дека ќе победите кога еве Села на пример ние- не би влегол во една ваква коалиција со вас, со Значи- оглед на тоа што му се значи, случи со вашата влада по неговото искуство во парламентот? Секој си има право да си каже кај ќе влезе и дали ќе дојде или нема да дојде. Ама како вие ќе остварите Ние двотретинско сме убедени во тоа дека проевропските сили и силите кои што сакаат Македонија да стане дел од Европската унија и НАТО, тие што го поддржа и референдумот, ќе добијат двотретинско мнозинство на наредните избори. Затоа што на граѓаните им е преку глава да бидеме изолирани. Преку глава ние да останеме затворени да се занимаваме сами со Се себе. шпекулира дека вие на пример би дали 11 пратеници за ДУИ. затоа прашање е Села воопшто дали ќе влезе. Затоа воопшто не е Дали ќе има отворени листи? Затоа воопшто не е ни разговарано кој колку ќе добие. И тоа нема да биде толку битно колку што е битно Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Изборите не се добри за граѓаните. Тоа го знаеме, тоа и господин Добро, и Заев го Хан кажува. вели дека не е добро да има сите го избори, знаеме. меѓутоа ете, нови избори Сите може го да знаеме. доведат до ризични одложување Да, на процесот. апсолутно. Сите го знаеме тоа. И затоа шансата имаме во собрание. За 2 дена треба да Меѓутоа, гласаме. првото нешто Доколку- што го кажа Заев беше избори. Да, секако. Но еве го, парламент ја преземаме одговорноста, ги српуваме сите можности во парламент, во петок ќе се гласа. Ќе видиме има двотретинско или нема двотретинско. Ние се надеваме и Јанушев, веруваме што во тоа дека доколку ќе има. победите на изборите, кој ви би бил коалиционен партнер, со оглед на тоа што и кога имавте шанса да направите влада со ДУИ, кога имавте мнозинство на пратеници, тоа не се случи. Веќе одговорив, ќе повторам уште еднаш. Значи, убеден сум во победата на ВМРО ДПМН на следните избори и убеден сум во формирањето на новата влада. Не сакам ни да размислувам дека повторно ќе имаме така наречена апертхейд ситуација, каде што доколку некој ги изгуби изборите, дека повторно ќе прави влада. Секогаш имаме разни опции, со кого ќе Ама со кога, ако албанците сакаат влез во Европската унија и НАТО и вас ве прогласат за кочничари, да речеме, на процесот, ако се формира проевропска коалиција од другата Жане, ќе страна? направиме влада. Верувате во тоа? Значи, они се свесни дека немаат коалицијски капацитет за тука, а не можат да имаат ниту соработка со меѓународниот свет. Сите врати сами си ги затвараат. Затоа рекол дека ова раководство на ВМРО ДПМН може веќе да се каже дека е политички мртво. И ги чека нов процес внатре за да се реформираат и да дојдат луѓе кои стварно и посакуваат добро на Македонија. Затоа што вака не се сака Македонија. Вака не се сакаат граѓаните на Република Македонија. Да беше точно оваа теза, до сега веќе ќе имавме распишано избори или у најмала рака ќе беше ставено на гласање. До сега немаше да долго влекувате. Никој не одолговлекува, секој си има право да си зборува во парламентот, сите пријавени што се си има право да кажат. Зашто четврток, што не го ставите затоа што има и уште една седница која што треба да поминат други закони. Не бити се. И ние до петок кажавме и знаат луѓето зашто дека до тоа не петок ќе се оставите за заврши. петок, зашто ова некој толку битно итно не го ставите утре? Затоа што така е проценката на претседател на собранието. Јас не закажувам седници. Ако сте толку многу убедени, не ги закажувам ако си седниците. верувате во ова што ние кажавте, веруваме пред во се тоа многу работи и ќе вие поинаку. ќе бидете. Затоа Пошто сте вие- нервозни, затоа сте ги терате луѓето да се одјават, да не зборат. Тоа е ваш Јанушев, проблем, тоа не е устелувам наш. некого тоа не е наш- нервозен. Не е наш Не, добро, проблем. факт е дека ги предизвикавте, кажав уште на почетокот. Сакам само уште нешто, пошто оваквите реторики и оваквите мовети ги слушавме и 2 недели пред референдумот.
готово 900, 950, милион. Ке видиме на избора, меѓутоа едно Баш прашање повторно што не враќа на меѓународната сцена, факт е дека Русија се противи на влезот на Македонија во НАТО, се видовме што се случуваше во Црна Гора, меѓутоа со ваквата риторика нели стравувате дека одите кон тоа? Дури и што? да цело време да Русија? не обидувате дека сте за Европска унија и НАТО. Зошто? Ако Сериозно, не мислите дека веќе малце дегутантни стана овие тврдења вама, Не, не Русија, стравувате ли? Мицковски, Вучич, па порака од Путин, мислам, Не, вие ќе сериозно. останете- Дали ќе сте не останете да се стравувате, дружите? Не, затоа ве стравувам. прашувам. Дека Да, ќе бидете не, изолирани. не. Мицковски ќе Воопшто. остане да се дружи само Напротив. со Милорад Додик. Значи Ако не вака стравувате од тоа Воопшто. со ваквата И политика. нема зашто да стравуваме. Зашо да стравуваме? Ми си ги знаеме нашите капацитети, знаеме што можеме, знаеме кои ни се пријатели, знаеме што сакаме. Од што да стравуваме? Очигледно не знаете кои ви се пријатели. Дали би имало исклучувања на ваши членови во извршниот и генерално доколку во петок гласаат спротивно на ставот на партијата, која повтора неколку пати дека сте против уставните измени? Што со оние пратеници кои ќе гласаат поинаку? Исклучување од извршниот за поинаку гласање во парламент не разбира. Сметате дека не треба да бидат исклучени затоа што имаше едно исклучување на еден од Никој не е воопшто нити исклучен, нити избркан од и партија. ако во петок гласаат поинаку нема да има исклучување? Нема, не ве разбирам. Зашто да исклучиме некој од извршниот комитет, Кој доколку спротивно ќе гласа од ставот на ние во извршниот? извршен имаме 4-5 не ме држте збор Пратеници, пратеници. да. Знаете, може да гласате различно од она што велите дека е став на И јас од извршниот. тоа што го гледам и од ставот, бидејќи самите пратеници си го донесува во координација со нас заедно, не очекувам дека некој поинаку ќе гласа. Напротив, а сметам дека сите јавно тоа што си го кажаа, што го направија, што дискутираа изминативе неколку дена, а во однос и денеска имаше координација, така да не гледам зашто некој би постапил поинаку. Какви се вашите очекувања? Ние очекуваме да се гласа во петок и да се пристапи кон уставни промени. Реков дека има меѓу пратениците на ВМРО-ДПМН и разумни луѓе кои што ја знаат тежината на ситуацијава и на моментов. Сите и пратеници дека на ќе гласат. ВМРО-ДПМН се разумни луѓе. И сите Да не велите ги дека ќе оценуваме гласат. нашите колеги. Значи, не, но разумни и одговорни. И сите се одговорни не, исто така. апсолутно, гледајќи вас... Да не ги подценуваме, сепак ви се колеги, секој ден се гледате со гледајќи ве не е во вас ред. како челници на партијата, гледаме дека не сте одговорни и не размислувате за граѓаните, туку размислувате тесно партиски за ваши лични интереси. Вие, Наши И интереси во затоа, опозиција. вие сепак останувате на ставот дека сите ваши пратеници на ВМРО-ДПМН, зборувам, не на коалицијата, ќе нема да ги поддржат Јас уставните го промени. очекувам тоа, бидејќи, како што кажав, ставот беше заеднички граден. Ќе видиме во петок. Ви благодарам и на двајцата што бевте гости на топ тема Благодарам на на поканата. ваша страна. Се надевам нема да биде последен. Да, секако. Ви благодарам и вас за вниманието. Еве, останува петок да се види какво ќе биде гласањето во парламентот за уставните промени. Останете со програмата на Телма.